Хаджигали бегови. Дел од градот познат по неплодните ниви и бавчи. Ливадато ја оставило за себап на душата, да се шета по неа и турско и каурско. Овој дел од градот бил познат по неплодните ниви и бавчи. Неслучајно по старите скопјани ова место го нарекувале шумска воздушна бања. Се велело, ваму доаѓале верници и еретици, освестени и заскитани, стари и млади, ученици, студенти. Тука за секого имало место и под сонцето и во дебела сенка. Тука се свирело на кларинет, на зурла, се удирало во дајре, тапани и слично. Тука се играло и се пеело. Името го добива од турскиот збор Тахталиџе, што во превод значи мало со дрвени куќи. Ова име го добива бидејќи долго време просторот на денешната населба Тафталиџе била една голема ливада и имало само по некоја дрвена куќа. Откако турците го зазеле Скопје, земјиштето на денешното Тафталиџе било во сопственост на едно од најпознатите и најугледни турски семејства Хаджигали бегови. Според легендата, семејството Хаджигали бегови за време на австриско-турската војна од 1683 до 1689 година му биле десна рака на турскиот султан и затоа во знак на благодарност им подарил голем имот во Скопје. Семејството Хаджигали важело за најбогатото семејство во Скопје и покрај Тафталиџе во нивна сопственост биле уште 5 други села. Хаджигали бегови на својот огромен имот во Тафталиџе не одгледувале никакви култури, туку целото земјиште било зелена ливада. Во 19 век селото е дел од нахијата Каршијак во Скопската каза во Отоманското царство. Според обширните османлиски дефтери на населението на Скопската каза од 1832 и 1833 година, селото е заведено под името Тафталиџе и било христијанско, со 21 христијанско домаќинство. Večno